Експлоатацијата се врши со подземно јамско откопување. Рудата се наоѓа во вид на рудна жица со дебелина од 0,1 до 6 метри. Таа оди во насока од површината кон внатрешноста на земјата по дагало 45 до 90 степени. Придружната карпа на рудната жица е децит. Ослободувањето од каменот што ја следи рудата по целата своја должина е со минирање. Овде експлоатацијата се врши по така наречената злетовска метода со хоризонтално покривно откопување и засипување. Ископаната руда со количка се транспортира до сипката и се истура. Во последниве години, работата во рудникот се механизира со рударски машини, со кои значително се зголемува ефикасноста на експлоатацијата на рудата. По завршеното откопување на рудата, меѓу двете сипки се врши засипување на празниот простор со јаловина. Слободниот простор меѓу засипот и рудата по засипувањето изнесува до 0,8 метри. Од вертикалното окно, рудата се исипува низ сипката во вагоните, со кои се транспортира во погонот за флотација. Рудата најпрвен се дроби во систем од дробилки, а потоа се меле во гранулати од 0,2 мм.
Измелениот производ оди во процесот на флотирање. Флотацијата се врши во келии со хемикалии, реагенси и вода. Течноста ги врзува тешките фракции на оловниот и цинковиот сулфид во вид на пена, додека лесните фракции и јаловината паѓаат и се таложат на дното. Пената се одвојува со лопатки и се одведува до постројките каде што се врши одводнување. Тоа се врши во две фази. Во резервоарот со мешалки се врши здеснување, а потоа со помош на диск вакуум филтри се врши филтрирање на концентратот и отстранување на водата. Одводнетиот концентрат е во вид на влажен прав, тој се складира во специјалните бункери, од тука се транспортира во топилницата за олово и цинк во Тито ГРС.
за синтерување се превртува и блоковите од готовиот синтер паѓаат во дробилката. Издробениот материјал се сее на систем од вибраторски сита. Фракцијата со големина на зрна од 25 мм со помош на кофичест транспортер се транспортира до бункерите за подготовка на шаржа за високата печка, додека посипната фракција се дроби до големина на зрно од 6 мм, се лади и се враќа во синтер машината. Гасовите што се ослободуваат при пржењето, односно при согорувањето на сулфурот, содржат од 5 до 7% сулфурен двооксид. Овој гас се користи за добивање сулфурна киселина. Добивањето на сулфурната киселина се врши во посебни постројки со помош на така наречената контактна метода. Гасовите се прочистуваат од правта и се ладат. Сулфурниот двооксид минува во сулфурен триоксид. Во контакт со сулфурната киселина тој се абсорбира и ја зголемува нејзината концентрација. Производството на суровите метали, цинк и олово се врши во така наречената Imperial Smelting висока печка. Битната карактеристика на оваа печка е тоа што има жежок врв од околу 1000 степени Целзиусови, односно реторта за цинк. Во оваа реторта се спречува реоксидација на цинковите пари. Долниот дел од печката представува шахтна печка за олово. Печката се шаржира со топол синтер кој има температура од 400 степени Целзиусови и усвитен кокс загреан до температура од 800 степени Целзиусови. Шаржирањето се изведува автоматски според програмата од командната кабина. Во печката преку дувниците се вдувува загреан воздух на температура од 850 степени Целзиусови. Со кислородот од воздухот се горува коксот, а создадениот јагленороден моноксид врши редукција на цинковите и оловните оксиди. Во печката цинкот се наоѓа во форма на пара и заедно со другите гасови преку врвот ја напушта печката и преминува во кондензаторот. Во кондензаторот се наоѓа фина магла и капки од течно олово, кои ги абсорбира цинковите пари и истовремено ги кондензира во течен цинк, образувајќи оловно-цинкова легура. Растопеното сурово олово, заедно со троската, дисконтинуирано излегува од дното на печката. Одделувањето на оловото од троската настанува во така наречената предпечка, како резултат на различните специфични тежини.
Troskata istekува во посебен канал со вода и се гранулира, додека оловото се лее во специјални казани кои со дигалка се пренесуваат во рафинеријата за олово на понатамошна преработка. Одделувањето на цинкот од оловото се врши во кадите за ликвација, преку ликвација, односно врз основа на разликите во специфичните тежини. Оловото е со потешка специфична тежина и паѓа на дното, а цинкот плива на површината. Во кадата се наоѓа преграден зид. Оловото истекува низ отворот под зидот и се враќа повторно во кондензаторот. Цинкот се прелева преку зидот во собирната када за цинк, од каде што се лее во лонци и се транспортира во рафинеријата за цинк. Добиениот суров цинк и сурово олово во себе содржат голем дел придружни метали и нечистотии, како што се кадмиум, сребро, бисмут, бакар, арсен и слично. Тие од цинкот и оловото се отстрануваат со процесите на рафинација. Рафинација на суровиот цинк се врши во така наречените ретрификацијски колони по модифицирана Нью Джерси метода. Процесот на ратификација се базира врз разликата во парните напони на цинкот и неговите примеси за време на процесните температури во колоните. За таа цел се користи ратификацијски систем од 3 оловни и 2 кадмиумови колони. Суровиот цинк се топи во шаржираните печки, а од тука оди во оловните колони. Во колоните испарува еден дел од цинкот и кадмиумот. Пари доаѓаат во кондензаторот, каде што кондензираат и тука се добива така наречениот прв цинк-кадмиумов дестилат. Дестилатот во течна состојба минува во кадмиумовите колони, каде што се врши повторно испарување и втечување, при што се добива така наречениот фин цинк, со чистота од 99,995%. Покрај финиот цинк, во двете кадмиумови колони се добива и така наречениот тор дестилат, кој содржи 20 до 25% кадмиум. Овој дестилат оди во натамошна преработка во така наречената мала кадмиумова колона, каде што се добива чист кадмиум. Кадмиумот се лее во кугли. Покрај кадмиумот во оваа колона се добива и фин цинк. Во трите оловни колони, како што рековме, испарува еден дел од цинкот. Преостанатиот неиспарен цинк, така наречен рафиниран цинк, заедно со своите примеси доаѓа во печката за ликвација, каде што се врши одделување на рафинираниот цинк од другите материи.
Финиот цинк се лее на кружната ливна машина во блокови. Рафинираниот цинк има чистота од 98,5%. Тој се лее во блокови на праволиниската ливна машина. Суровото олово, добиено од високата империјал смелтинг печка, содржи повеќе метални примеси. Купната содржина на примесите изнесува од 2 до 2,5%. Рафинирањето, односно отстранувањето на примесите, се извршува по класична пирометалуршка постапка во метални казани. Во нив оловото се загрева на одредена температура и со додавање реагенси се отстрануваат примесите. Отстранувањето на примесите се врши во неколку фази. Во првата фаза се врши отстранување на бакарот. Казанот се полни со течно сурово олово, а потоа се загрева на температура од 450 до 480 степени Целзиусови. Во казанот се става мешалка со која се забрзува процесот на ликвација. Тука всушност станува раслојување на металите поради сопствените специфични тежини. На површината испливува бакарот во форма на бакарен оксид и се отстранува со специјални лажици. Потоа температурата се намалува на 340 степени Целзиусови и се додава елементарен